Православните верници од Република Македонија денеска празнуваат света преподобна маченица Параскева Света Петка, а муслиманите во Република Македонија, како и целиот исламски свет, денеска го слават Рамазан Бајрам. Матама телевизија на сите граѓани им ги честита двата празника. Вие сте со Урбаните вести, а еве што ќе гледате во нив. Се бира најдобра фотографија со мотиви од општина Илинден. Јавните чешми низ градот мета на вандалско однесување. 38 компании побарале еколошки дозволи за работа. Општина Илинден реши да ги награди фотографите кои преку фотографија во најдобро светло ќе ја покажат општината. За таа цел општина Илинден објави конкурс за избор на професионална и аматерска фотографија со мотиви од општината. Фотографиите во општината може да се доставуваат до 21 септември. Општина Илинден одбира најдобра фотографија која ќе биде направена со мотиви од општината. За таа цел во тек е конкурсот кој општината го распиша за избор на професионална и аматерска фотографија со мотиви од општината. Од општината ги повикуваат сите професионалци, аматери, ученици и влюбеници во фотографирањето да конкурираат согласно утврдените критериуми и да бидат потенцијални добитници на една од наградите на овој конкурс. Мотивите на фотографиите треба да се од општина Илинден, панорамски фотографии, знаменитости, економски зони, инфраструктура, јавни објекти, манифестации, спортски и културни настани. По желба на доставувачот може да се доставуваат и дневни и ноќни фотографии, на кои ќе биде наведена локацијата од фотографијата. Фотографиите треба да се во дигитален JPG или друг формат, со висока резолуција и не треба да бидат постари од 1 година. Секој учесник може да конкурира со максимум 5 фотографии. По завршувањето на конкурсот, општина Илинден ќе организира изложба за наградените фотографии во домовите на култура во сите населени места. На конкурсот ќе бидат доделени 3 награди за најдобра фотографија. Првата награда изнесува 15.000 денари, втората 10.000 и третата 5.000 денари. Конкурсот за поднесувањето на фотографии е во тек и ќе заврши на 21 септември оваа година. По завршувањето на рокот за пријавување ќе се формира специјална комисија која ќе ги разгледа сите пристигнати фотографии и ќе одбере 30 најдобри, кои потоа ќе бидат поставени на фан страницата на Facebook каде што ќе може да се гласа. Изборот за најдобра фотографија ќе биде според принципот на најмногу гласови од жири комисијата и гласовите на фан страницата. Градот Скопје објави тендер за изградба на современа фонтана на плоштадот Македонија и реконструкција на плоштадот. Станува збор за изградба на современа фонтана на површинско ниво со 128 прскалки, кои ќе се употребуваат само во летниот период. Фонтаната ќе биде со димензии 15 на 15 метри, а ќе биде поставена на просторот помеѓу камениот мост и постојната фонтана. За време на реконструкцијата постојните плочи на плоштадот делумно ќе бидат зачувани, а другите ќе бидат извадени и ќе се употребат на плоштадот кај црквата Пресвета Богородица. На местото на извадените плочи при реконструкцијата на партерот на плоштадот Македонија ќе биде поставена коцка. На плоштадот ќе бидат заменети канделабрите, клупите и кантите за отпадоци. Проектот за изградба на фонтаната и реконструкција на плоштадот ќе се реализира со 2/3 финансиски средства од владата на Република Македонија и 1/3 од буџетот на град Скопје. Јавните чешми во градот многу често во овие летни денови, кога температурите достигнуваат и до 40 степен, се мета на вандалско однесување. Чешмичките најчесто се мета на неодговорни и несовесни граѓани кои ги оштетуваат и крадат вентилите за регулација на млазот. Андријана Димитриевска. Во летните денови, кога дневните температури се искачуваат и до 40 степен, надлежните подготвуваат стратегии и мерки за заштита, Министерството за здравство препорачува да се активираат сите улични чешмички и фонтани за граѓаните да можат да се напијат вода, но токму тие чешмички се мета на вандалските напади. Чешмичките најчесто се предмет на неодговорни несовесни граѓани кои ги оштетуваат и крадат вентилите за регулација на млазот. Може да се каже дека половината
половина од јавните чешми од градот не работат, што е нехумано во овие пеколни летни денови, а граѓаните на тоа секојдневно се жалат. Јавното предпријатие Водовод и канализација е одговорно за 120 чешми, но како што велат тие, секоја година се соочуваат со вакви негативни појави и се уште не може да се најде соодветно решение. Но како и да е, за овој проблем мора да се дојде до соодветно решение, бидејќи е од посебно значење за граѓаните. Најопремена општина со чешмички за пиење вода, граѓаните велат дека е општина Аеродром. Овие чешмички се со нов модерен дизајн и со еколошка карактеристика, бидејќи функционираат со вентил за пуштање. Досега во Аеродром има околу 60 чешмички поставено. Од општината велат дека досега не се случило демолирање на чешмичките, но иако имало некој мал проблем, екипите постојано се на терен и навреме го решаваат. Граѓаните велат дека во општина Карпош е потребно на повеќе локации да има чешмички за пиење вода. Граѓаните апелираат дека треба да се постават чешми со славина и да се употребуваат само кога треба. На тој начин ќе се намали и потрошувачката на вода. Студентскиот парламент на Универзитетот Свети Кирил и Методи Скопје во периодот од 22 јули до 5 август годинава одговори на повеќе од 250 прашања поврзани со процесот на аплицирање за легла во студентските домови. За време на отворените денови студентите се интересирале повеќе за технички прашања поврзани со процедурата за аплицирање. Некои од нив биле упатени до останатите засегнати институции со цел да им се помогне повеќе и да немаат прашања кои ќе останат неодговорени. Студентскиот парламент на Универзитетот Свети Кирил и Методи Скопје и натаму ќе го следи процесот со цел да биде транспарентен и студентите да не излезат оштетени од него. 15 фабрики во Скопје поседуваат Б еколошки дозволи, односно дозволи за усогласување со оперативен план, а само една има Б интегрирана еколошка дозвола. Од 2008 година досега до секторот за животна средина по вакви одобренија за работа се обратиле 38 компании. 23 од нив чекаат да заврши процедурата за издавање на дозволата. Единствената Б интегрирана еколошка дозвола на територија на град Скопје ја поседува компанијата Раде Кончар. Прилог на Ивана Митковска. Само една скопска фирма поседува Б интегрирана еколошка дозвола, а 15 компании во Скопје имаат Б еколошки дозволи, односно дозволи за усогласување со оперативен план. Откако од почетокот на 2008 година град Скопје почна да ја извршува својата надлежност за издавање Б еколошки и дозволи за усогласување со оперативен план. Досега до секторот за животна средина по вакви одобренија за работа се обратиле 38 компании, а еколошки дозволи чекаат 23 фирми. Еколошките дозволи се издаваат за нови фабрики, а дозволи за усогласување за постојаните. Дел од барањата на компаниите се одбиени поради некомплетна документација или поради престанок со работа на фирмата. Во процес на преговори со изготвена нацрт дозвола се компаниите Промес, Вардар Градба и Беровик Бетон. При разгледувањето на барањата за еколошки дозволи, надлежните се соочуваат со различни проблеми, па поради тоа дел од постапките се одолговлекуваат. Единствената Б интегрирана еколошка дозвола на територијата на градот Скопје ја поседува Раде Кончар, односно нивната инсталација за привремено складирање и третман на опрема и масла од трансформатори. Фирмите пак што законски не се должни да имаат еколошки дозволи, потребно е да имаат одобрени елаборати за својата работа, со кои гарантираат дека ќе ги остварат пропишаните стандарди за квалитет на животната средина и граничните вредности на емисии. Оваа постапка е спроведена од август 2009 година и досега се поднесени 263 барања за одобрување елаборати за заштита на животната средина од различни дејности: земјоделство, минерали, храна, производство на пластика, изградба на објекти, сместување, рекреација и услужни дејности. Македонецот во просек секој ден поминува дури 4 часа и 34 минути пред телевизор. Со овој резултат Македонија е на третото место во светот по Србија и САД.
Во 2008 година македонскиот граѓанин prosечно пред телевизискиот екран трошел 260 минути, а минатата година 274 минути, што е за 14 минути помалку од 2011 година. Агенцијата IP International Marketing Committee секоја година ги мери навиките на граѓаните во 38 држави во светот. Во самиот врв на оваа табела последниве години биле и украинците со 286 минути, грците со 268 минути, хрватите со 267 и романците со 257 минути. Во Јапонија пред телевизија се седи 200 минути, во Русија 220 минути, во Бугарија 225. Од регионот словенците се во долниот дел од табелата со 186 минути. И досега еден од заклучоците на оваа агенција е дека во развиените земји просекот на престој пред телевизорот расте, а за жителите од сиромашните земји телевизијата и натаму е најевтиниот вид забава. Во Македонија, според податоците на Советот за радиодифузија населението, постаро од 65 години, гледа најмногу телевизија. Жените вообичаено гледаат повеќе телевизија од мажите, 7,28%. Според образованието, најверни телевизиски гледачи се оние од средно образование, 39,93%. ФИФА се подготвува да донесе ново правило за офсайд со кое комплетно ќе ја промени иднината на фудбалот. Ова е само најава за спортските вести кои следуваат веднаш по рекламите.